Можам да кажам дека навистина сум воодушевен од она што го видов денеска. Условите кои што ги нуди новиот одел за травматологија во градската општа болница 8 септември наликува на условите на големите медицински центри низ Европа. Оделението располага со 16 болнички кревети, дополнителни 6 за интензивно лекување. Проценките се дека во двете операциони сали ќе се изведуваат и до 2000 операции и интервенции годишно. Дел од работата на одделот ќе биде и постојана медицинска едукација на доктори специјалисти, како и доктори на специализација од областа на ортопедијата и травматологијата од универзитетите од земјата, но и од странство. Ова, почитувани, значи дека не само што се зголемуваат капацитетите на градската општа болница, туку бенефит ќе има и за целокупниот здравствен систем во Македонија. Ме радува фактот што одделот ќе профункционира во пресред на еден од најважните датуми во историјата на Република Македонија, денот на независноста на нашата земја, односно истовремено и на 9-тиот патронен празник на болницата 8 септември. Чувствувајќи го значењето и одговорноста кон 8 септември и кон вработените во оваа болница, но и граѓаните на Република Македонија, ги уверувам дека сите заедно ќе креираме политики за натамошно унапредување на состојбата на здравствениот систем. За остварување на оваа цел, секако имаме поддршка и од Европската Унија. Годишно Европската Унија издвојува 90 милиони евра, односно 260.000 евра дневно. Оваа финансиска помош со зачленувањето на земјата во големото семејство ќе порасне неколкукратно. И тогаш не само нови оделенија, ќе отвараме и нови болници, тогаш ќе има повеќе средства во буџетите на болниците, повеќе пари за современи лекови, а производ од сето тоа ќе бидат уште позадоволни пациенти. На крајот би сакал на вработените на овој оддел, но и на останатите вработени во градската општа болница 8 септември да им посакам успешна работа и секако нека ви е честит патрониот празник 8 септември, како и денот на независноста на Република Македонија. Благодарам. Нели како домаќин на градската општа болница 8 септември, морам да кажам дека болницата ги следи последните трендови на модерната медицина, а тоа е да се зголеми капацитетот на болницата, да прими што е можно поголем број на пациенти, да се подобри комфорот на самите пациенти, а исто така и да се зголеми квалитетот на самите здравствени услуги. Ова е еден нов предизвик на болницата 8 септември, со што влегуваме во отварање на едно оделение во областа на травматологија, благодарение на владата на Република Македонија што ни ги даде на трајна корист поранешните простори од приватната здравствена организација Филип II. Можем да кажем неколку збора за оделението по травматологија. Тоа ќе биде дел од одделот за ортопедија и травматологија. И како што рече премиерот, ќе отприлика околу 2000 интервенции. Тој се состои од 3 дела, се состои од болнички дел, 16 кревети, болнички кревети, има интензивен дел кој што е со 2 простори од 2 и 4 болнички кревети, а исто така постои просторија за стерилизација на инструменти, просторија за склад на самите инструменти. Можем да кажам дека вработените во ова оделение ќе се отприлика се 14 доктори, значи 9 се специјалисти и уште 5 се на специализација. Исто така и пропратен медицински персонал како високообразовен или среднообразен персонал. Значи, уште еднаш да истакнам дека благодарение на владата овие простори од поранешната приватна здравствена организација ќе бидат на служба на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам. Директоре, колку овој оддел? Само да даде министерот, па ќе постави. Благодарам. Може да направи министерот. Ви благодарам. Ова е само еден дел од огромните инвестиции кои што оваа влада ги прави во здравствениот сектор во Република Македонија, нешто што повем не се случило од осамостојувањето до денес. Инвестираме во инфраструктура, инвестираме во опрема, инвестираме во едукација. Од денеска пациентите во болницата 8 септември ќе се лекуваат во нов и современ оддел за травматологија,
кој што според капацитетот може да се мери со современите европски болници. Би потенцирал дека во овие историски моменти кога нашата земја фаќа чекор со евроинтегративните процеси, имаме уверување од Европската комисија дека ќе има посебен сектор за здравство кој што ќе инвестира Европската комисија од 2020 или од 2021 година. Затоа ќе потенцирам дека овие исклучително важни историски моменти за нашата земја и секторот здравство ќе има огромен бенефит. Благодарам. Директоре, може ли да ми кажете колку со отварањето на овој оддел ќе се намалат гужвите на скопските клиники од наплив на пациенти и докаде е реализацијата на најавата за отварање на травма центар? Вака, значи ова ќе биде во склоп на травма центрот. Моментално сме нели во преговори, ни фали малце неколку професионални поединци кои што би згрижиле и пошироката патологија за тие политравматизирани пациенти. Значи, тие истите пациенти, ние сме спремен е одделот да ги прифати, само што, значи, уште за некој период, веројатно, ќе ни биде потребен да се екипираме со тие професионални, да кажеме, стручни доктори. Колку лекари ви фалат, од каде би дошле и... Тоа се тораковаскуларни хирурзи, што, за жал, во државава така малце ни се, да кажеме, дефицитарни. Меѓутоа, веќе имаме пратено на специализации. Министерство за здравство знаат за проблемот и ја мислам дека тоа би го решиле во најбрз период. Сега тие докторите не можат да функционираат? Да, ќе функционира само во колку е комплексна повредата, тогаш ќе мораме да или да консултираме нели такви лекари од клиника или од другите здравствени организации кај што ги имат тие лекари.